Меѓународниот фестивал на народни инструменти и песни Пеца Атанасовски, кој представува голем културен бренд во регионот и кој ги поврзува луѓето, ја зачувува традицијата која со векови постоела тука, негувајќи го изворното пеење и традиционалните инструменти, особено гајдата како препознатлив изворен инструмент во овој регион. После 42 години конечно доби соодветно место за негово одржување, благодарение на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион и локалната самоуправа. На Рудина, кај Долнени, изградена отворена сцена со гледалиште и придружни содржини, со што ќе се подобри регионалната туристичка понуда. Тој фестивал меѓународно прочуен во Македонија и пошироко. После 42 години буквално се одвиваше во импровизирани услови. Благодарение на залагањето на локална самоуправа Долнени и голема благодарност до Пелагонискиот плански регион, обезбедени се 3.200.000 денари, каде што денеска еве завршните градежни работи завршија. Конечно се доби едно пристојно место за одржување на тој надалеку познат фестивал. На големо задоволство секако на сите жители на општина Долнени. Токму таа вредност и културна и историска беше препознаена од општина Долнени, заедно со нас во партнерство. Еве, неколку децениската заложба на општината да тоа место добие една поинаква естетика, да се урбанизира со цел да одговара на потребите како на публиката, така и на изведувачите, се реализира. Денеска сме овде за да го означиме свеченото, би рекла, пуштање во употреба на отворената сцена и гледалиштето. Од сега натаму традиционалниот фестивал ќе се случува токму тука, овозможени се сите услови. Покрај инвестицијата во градба, на бината и на делот за публиката, исто така поставена и друга опрема, пред се рефлектори, јарболи, дополнителни пешачки патеки, странични влезови до бината, се она што е потребно за да се овозможи соодветна сценографија, да се постави аудио опрема. Имплементатор на проектот е Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, а истиот е финансиски поддржан од страна на Бирото за регионален развој на Република Македонија, преку Програмата за регионален развој за 2016 година.